Во слава на Бога, а во спомен на големиот верник Ибрахим, кој бил подготвен да го жртвува својот правороден син, откако Севишниот го побарал тоа од него, верниците муслимани денес ги подигнаа ножевите да ја принесат жртвата за Курбан Бајрам, еден од двата најголеми празници во исламот. Сабајле одеме на џамија, после тоа Курбан коле, кој може, кој има. Но не сите можат да принесат жртва, па за овој ден да биде свечен и радосен за сите, верата налага оние кои имаат да дадат на оние кои немаат. Курбан Бајрам место што како тај за раздавање по сиромашните кои што не може да се заколат курбан, тоа се да. Ама Курбан Бајрам е станато стварно место да подаш, значи не било какво. Значи место стварно да дадеш малку мрве, да стварно да се спржи да се јадат човеците, а не само да го подадеш што не може да го јадат. Не е тоа. Значи Курбан Бајрам е за ово, да го подадеш место на народот кој што не може. Прославата на празникот Бајрам е ден кога до израз доаѓаат кулинарските вештини на жените во муслиманските семејства. Домаќинките дома готват ручок, како прво треба да има месо, баклава и други некои специјалитети. А бајрамската трпеза не личи без специјално приготвена баница. Значи сука се дома, корите со готови гори не ја би убаво, исто како за баклава домашни гори се сука. После се сушат корите и се собират, се сечат на парчиња мали, после испече се и кога се испече готово е за одозгоре се полива со кисело млеко и лук. Значи тоа не е специјален мора, без тоа не бива ни Курбан Бајрам ни Рамазан Бајрам, тоа се посебен специјалитет. Курбан Бајрам се слави 4 денови, а датата на неговата прослава секогаш се паѓа 2 месеци и 10 дена по Рамазан Бајрам.